Од 15 јули ќе започне бесплатниот јавен превоз на пензионерите со ниски пензии. Согласно измената на одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за јавен градски и меѓуградски превоз за годинава, на пензионерите во наредните 3 месеца ќе им биде субвенциониран превозот, а вкупниот износ предвиден за оваа мерка е 1,5 милион денари буџетски средства. Иако со првичната одлука се предвидуваше 6-месечен бесплатен превоз со истите финансиски средства, на денешната седница надлежните појаснија дека со новата одлука за пензионерите ќе бидат обезбедени повеќе средства за пократок временски период. Бидејќи во таа одлука што ја донесовме согласно според договорите со Сдруженијето на пензионери ќе бидат опфатени и превозните карти за наши пензионери кои што имаат здравствени потреби за лекување во Скопје и тие карти да се субвенционираат. Сметавме дека заради бројноста на луѓето кои што имаат до 11.000 пензија во општина Куманово, дека е многу подобро за нив да се намали рокот, а со тоа и да се зголеми можноста што е можно поголем број на пензионери да ја искористат таа можност во рок на овие 3 месеци, па ја упростивме за да биде поедноставно. Од прилика, ако 500.000 денари од тие 1,5 милион би се трошеле за еден месец, 2.500 пензионери би можеле да отидат поеднаш во Скопје за тој еден месец. Меѓутоа, некој можеби ќе има потреба да во тој еден месец да отиде на контролен преглед, па да отиде на друг преглед, 3 пати тоа ќе се спушти на пензионери од околу 1250, само до Скопје. Но од тие исто, повеќе илјади пензионери кои што земаат пензија до 11.000 денари, сигурно ќе имаат некој потреба и да биде субвенциониран нивниот градски превоз, ако живее во некој од приградските населби, и тука ќе се трошат тие средства. Парите остануваат исти, го скратуваме предвидениот период на трошење на парите од 6 на 3 месеци, а во образложение кажуваме дека по истекот на тие 3 месеци, доколку мерката се покаже како оправдана, ќе одиме на нови 3 месеци, например, или ќе процениме дали месец за месец, 2-3, тоа само кажавме. Во моментот не носиме одлука за нови пари, парите се исти, тие се толку имаме со ребалансот. Само им даваме повеќе пари за пократок период на нашите пензионери во текот на овој летен период да потрошат, да си ги извршат своите обврски. Со ребаланс на буџетот на општината во ноември годинава ќе бидат обезбедени дополнителни средства за субвенционирање на превозот на највозрасната група граѓани за уште 3 месеца, информира раководителката на секторот за финансиски прашања Ирена Илиевска. Врз база на пријава на бројот на пензионерите кои што се пријавија и врз база на правилникот кој што веќе е во тек на изготвување, значи се увиде дека оваа сума од 1,5 милион денари е многу мал износ за 6 месеци, значи првично и основно е тоа. Така да се подели на 3 месеци, со тоа што не дека после 3 месеци ќе се прекине субвенцијата, значи со ребалансот кој што ќе биде направен во ноември, ќе се обезбедат дополнителни средства за уште 3 месеци до крајот на годината. Така да овој износ воопшто не се намалува, туку напротив ќе се зголеми од 1,5 милион, значи би требало да биде до некаде до 3 милиони денари за да ги покрие овие 6 месеци од 15 јули до крајот, значи до 31.12. Мерката ќе се спроведува во соработка со Сдруженијето на пензионери од Куманово и локалните превозници.